Играта на светлината врз стаклото во боја го прави витражот од неговото појавување до денес да биде креација која никогаш не ве остава равнодушни. Во ова издание на Луѓе и места ќе ве запознаеме со една од ретките посветени изработувачи на витражи и креации од фузирано стакло кај нас. Елена Петрушевска веќе 10 години се занимава со техниката за изработка на класичен витраж, но и со техниката на фузија на стаклото, каде што преку фузијата на различни стакла во боја на висока температура ги спојува парчињата стакло во уникатни креации. Додека студирала на Ликовната академија во Скопје, паралелно започнала да го открива бескрајниот свет на стаклата во боја и фузијата која може да се прави со нив. Ако на ова се додаде и незината фасцинација од боите од најмали нозе, подоцна со стаклата во боја, таа фасцинација прераснала во љубов која се уште трае. Јас уште како малечка сакав да работам, да сликам и да се изразувам со боја. И главната идеја ми беше, кога се запишав на студиите, да експериментирам. Значи, затоа и се запишав јас на педагошкиот оддел. Таму имаше повеќе насоки. Имав и сликарство, и вајарство, и графика. Меѓутоа, јас некако не ми беше доволно тоа, па пробав, односно земав едно истражување за мозаикот, значи почнав да изучувам мозаикот. И случајно испадна да ме викнат во оваа ателје за да помагам и добив шанса, прилика да ги изучувам овие техники. На почетокот нормално ми беше малце и тешко, затоа што сепак имав и факултет кој што требаше да го работам и да учам све што е потребно со факултетот и тука плюс и да работам и да учам и да се трудам да ги усовршам техниките. Нормално овдека не беше тоа доволно, морав да отидам и до тоа беа мали курсеви кои што се одржуваа во Словенија, во Италија, кои што ги посетував и доста многу работи научив од тоа. И се разбира многу литература и книги читање за да можам да стигнам на ова ниво што сум денеска. Со откривањето на палетата бои во стаклата кај нас се родила и фасцинацијата од играта на светлината врз различните бои, но и потребата тие да се комбинираат во различни уникатни креации. Некои луѓе, например, би рекле како би бил животот без музика. Јас, например, би рекла како би бил животот без боја. Кога дојдов тука и кога ги видов значи, стаклата, интензитетот, јачината на боите, толку многу ме фасцинира и ме гепса, затоа што сепак стаклото дава една нова димензија на кога ќе го поставиме стаклото, например, насочено кон светлина. Значи, тоа е транспарентно и продираат сончевите зраци преку него и се добива една многу убава топла атмосфера, дали се тоа се работи за некој простор, дом или без разлика што, кога се користи стаклото. Така да мене стаклото многу ме магепса со незината колоритност и јачина на бои и едноставно се најдов себе си во самите бои од стакло. Но за да се дојде до моментот на создавање на креации од стакло, најпрвин морала да ги изучи техниките со кои се прави тоа. Класичниот витраж и фузијата на стакло се техниките со кои таа го оживува стаклото и му дава функционалност во просторот. Голем беше предизвикот за изучување на овие техники, пошто сепак тоа е еден долг процес. Потребно е големо трпение, потребно е многу време. Не е едноставно, значи, да научиш да сечиш, а да не си сечеш. Значи, сум имала предизвици, односно потешкоти, како, например, да си сече едно парче, друго парче, па да не се скрши тоа. Како да се постават тие во една целина, значи, да се направи една уметничка слика со склоп на тие стакла. Значи, самиот процес е долг, зборувам од самото цртање, значи добивањето на
идејата, нанесување тоа на самиот цртеж со молив, па со бои, одредување кои бои ќе бидат, па додека се стигне до процесот на сечење на стаклата, па се додека нормално различни техники, различни процеси се. Ако збориме за класичниот витраж, тој има сосем други користење на материјали, а додека пак, например, со фузираното стакло се сосем други материјали се користат, се користи друг алат кој што е малце по-голем, значи како што е печката, така да има многу работа во секоја техника. Создавањето на класичниот витраж наликува на создавање на мозаик од стакла во боја, додека со фузијата на стаклата на висока температура се прави фузија на боите и формата на стаклата, вели Елена. Кога го работам класичниот витраж, постапката, фазата, значи чекорите кои што ги практикувам, се разбира сепак истото е и како фузираното стакло, значи тука се тие две спојни работи. Морам да имам пред се цртеж. Значи инспирација првин барам, па после тоа го нанесувам тоа на самиот цртеж, ги одредувам боите нормално. Сечењето е малце поразлично, затоа што сепак фузираното стакло е стакло кое што е малце помеко и полесно се сече, додека стаклото што е за класичниот витраж е малце потврдо и малце е потешко и за изработка и све. Меѓутоа, после подолг период, значи со искуство, све тоа во пракса полесно го постигнувам. Многу го користам, значи, за класичниот витраж и за Тифани техниката, гриндерот, кој што доста многу ми помага за да можам да ги вклопам парчињата едно со друго. И последната фаза, која што е една од поглавните, е спојувањето на парчињата со оловото. Значи, тој е главниот момент во класичниот витраж. Значи, целата целина се добива кога ќе се исечат сите парчиња, се спојуваат во една целина со оловото. Оловото е тоа што ги прицврстува во една целина. А додека, например, фузираното стакло, кој што исто како што беше витражот, ги има сите тие фази, изработка на цртеж, сечење на стакло, основата е прозирно стакло, а додека спојувањето се прави во печка, која што постигнува огромна температура и самите стакла во боја се спојуваат, односно се топат во основата. Така да истото го добивам и на тој начин, меѓутоа ефектот е малце поразличен, затоа што сепак во оловото постојат тие црни линии од оловото кои што прават еден вид како линии, а додека пак фузираното стакло ми дава малце поголеми можности за експериментирање и слобода. Класичниот витраж, уште од минатото до денес, се користи за декорација на просторите. И фузираното стакло има таква намена, иако со него често таа создава и креации во помал формат и со подруга намена. Ден денес се користи за таа намена, значи за еден вид декорација во домовите, тоа може да биде дали врата, некоја преграда, може и плафон. Додека пак фузираното стакло, истото го може и тоа, значи може да биде во функција на декорација во домот, и тоа во поголеми површини да се користи, меѓутоа може да се најде и намена како, например, во помали површини, зборам, како тацни, пепелјари, зидни лампи, најразни украси од стакло може да се направат, дури може да, изработувам и накид, кој што нормално може да се носи. Инспирација наоѓам во скоро све, значи не ми е проблем да создадам уметничко дело, доволно е, значи, стаклата да ги погледнам, да ги нанесам едноставно на масата и тогаш тргнува целиот тој процес на создавање.
Кога збориме, например, кога работам нешто сосема лично. Меѓутоа, нормално имам и проекти, например, објекти каде што ми захтева, например, одредена површина која што треба да ја исполнам. Значи, сепак тука влијае и малце и човекот кој што го сака тоа стакло. Сепак треба и да ги задоволам и неговите интереси и вкусови. А изработката на класичниот витраж или фузијата од стакло е процес кој трае долго. Неизе неколку начала кои ги осознала преку искуството и го олеснуваат создавањето на финалните дела. Пред се е потребно трпение, многу за оваа работа. Значи, сите фази што ги работам, чекор по чекор, значи ми треба релаксираност и едноставно чекање, затоа што додека стигнам до фазата да го ставам стаклото во печка, отпослед, например, ми треба скоро еден ден и пол да чекам, да го видам завршниот ефект на стаклото, зашто не секогаш испаѓаат работите така како што сум ги планирала. Тоа е вториот дел што го имам јас научено. Значи, работите да ги гледам не секогаш со исти очи, затоа што стално не испаѓа така како што си планирала, меѓутоа дури некогаш знае да испадне и подобро од тоа што си очекувал. А третата работа што ја научив е да влезам со една голема љубопитност кон уметничкото дело што го создавам и со едно чувство на забава. Затоа што ако премногу сериозно ги сваќаме работите, ја убиваме креативноста и можеме да добиеме негативни насоки на кај што оди уметничкиот израз. Кога ќе се спомене зборот витраж, честа асоциација ни се и популарните Тифани лампи. И нив ги изработува Елена, иако за една таква лампа некогаш се потребни и неколку месеци интензивна работа. Јас многу ги сакам Тифани лампите. Тие за мене се стварно преубави, затоа што сепак стојат во домот и со самото осветлување, например, на лампата, добива самиот дом една топлина. Самата изработка, значи, на Тифани лампа е доста долг процес. Значи, е потребно, можеби ако самата Тифани лампа има над 300 парчиња, можеби е потребно месец и више за да се сработи сето тоа. Тука е потребно доста релаксираност, значи смиреност и многу љубов е потребно за да се изработи една Тифани лампа. Затоа што и таа исто така има фази, значи сечење на парчиња, спојување со бакарни ленти, па со калај, па после тоа патинажата, па се до крајниот момент, значи кога ќе се стави на постолје за да може да се осветли. За време на студиите таа паралелно ги изучувала овие техники, кои подосна ги искористила во изработката на својот магистерски труд, каде што таа создала уметнички слики од стакло. Со боите на витражот и фузираното стакло го одјавуваме ова издание на Луѓе и места. Следете не и за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.